Тужбите против основното училиште Никола Карев и средното општинско училиште Гошови Кентиев за задоцнетото плаќање на натрупаниот долг од околу 1 милион денари за првото и 6 милиони денари за второто училиште за каматни побарувања од страна на Автоатом денеска биле тема на разговор помеѓу градоначалникот Николчо Илиев и директорот на превозникот. За градоначалникот барањето на каматата е нефер потек на другата страна, бидејќи за релативно кус период му била исплатена главница од околу 600.000 евра. Како локална самоуправа која преземав јас на крајот на 2017 година покрај долговите на основниот буџет, наследивме и огромен долг во делот на образованието. Тој долг најголем дел се однесуваше во делот на превозот на учениците, кој ние за наша среќа за релативно краток период успеавме да го исчистиме, односно да комплетно долгот према превозникот биде комплетно помирен. Не само тековните, туку и старите обврски. Се работи за прилично големи средства, за училиштето Никола Карев се работи за сума близу 1 милион и 800.000 денари, додека за училиштето Гошови Кентиев се работи за износ од 6 милиона и 800.000 денари. На вистина, во овакви услови на ковид, кога сите ние се бориме да колку што можеме ги подобриме условите и безбедноста на учениците и во училиштата и на сите граѓани. Бидејќи представникот на Автоатом и денеска останал на своите барања за каматните побарувања, што значи дека не е постигнат некаков компромис, првиот човек на општината оставил проблемот да се решава со директорите на училиштата. Бидејќи јас и денеска имав разговор заедно со раководството на локалната самоуправа и превозникот, односно собственикот на Автоатом, каде што го изразивме нашето негодување од целокупната ситуација и дека сметаме дека ова на вистина не е фер, може би правно и од бизнис логиката тоа е во право, меѓутоа ако ги направиме сите анализи за сето она што се случувало и како е направен долгот и долгот од кога е, тогаш сметам дека има простор за разговор и за наоѓање едно компромисно решение кое ќе биде на задоволство на двете страни. Телевизија Кочани дознава дека во текот на денот веќе се сретнале представниците на раководниот тим на средното општинско училиште Гошови Кентиев и на Автоатом, но дали нешто е договорено, доправа ќе се знае.